Владата на Ковачевски и Ахмети пред нова политичка закана. Се окрупнува опозицијскиот блок против политиките на СДСМ и ДУИ. До вчерашните ривали денеска официјално станаа соработници. БС Алтернатива подпишаа декларација за соработка и координирање на политичките активности во насока на градење опозицијски камп. Со оваа декларација, како што наведуваат од партиите на Касами и Гаши, се изразува подготвеноста на двете партии за заедничка борба за, како што велат, штитење на стратегиските интереси на земјата и против корупцијата на партиите на власт. Наоѓајќи се во важна пресвртница кога процесот на интеграција е во застој, кога политичката корупција стана единствениот успех на оваа влада, а правата на етничките албанци повторно се ставаат во неповолна позиција, историскиот момент наметнува сите албански политички сили, но не само политички, да соработуваат за делегитимирање на оваа корумпирана, неспособна и штетна власт за интересите на државата и на албанците. Од БЕСА порачуваат дека со подпишувањето на заедничката изјава од страна на Касами и Гаши формално се официјализира договор за соработка меѓу двете партии, при што се остава простор за вклучување и на други фактори кон овој блок. Дека соработката на албанската опозиција се засилува и се формира еден блок против ДУИ и нивното владење, е и последната неофицијална информација дека БЕСА Алтернатива и неколку невладини организации планираат да формираат контраблокот на Ахмети, Фронт за ЕУ. Гласините се дека блокот ќе се вика Обединети за ЕУ. Незадоволните од ДУИ за сега не се дел од овие проекции, но не се исклучува можноста за нивно приклучување на иницијативата, доколку добијат црвен картон од мала речица. Дека на власта, особено на Ахмети, не му оди одрака во последно време, е и самиот факт дека во партијата се случува огромен раскол, за кој дел од аналитичарите велат дека ќе биде скапо платен на изборите идната година.